Dokažite kako f je neprekinata funkcija i ako m malo je pomalo jednako na f od x, pomalo jednako na m goljemo na interval od a do b, kada je što m i n goljemo serijalnih brojčina, togaž važi sljedno neravenstvo. Imamo f je neprekinata funkcija. Od neprekinatosta na f, znači od f je neprekinata na interval od a do b, slijedi f je integrabilna. Je integrabilna na interval od a do b. Dalje, ajde sad da je pojasno, če stavam, ki ja označam g od x jednako na m, kakva funkcija ova je? Je konstantna funkcija. G od x jednako na m je konstantna funkcija neprekinata nad r, neprekinata nad r, pa m g od x je neprekinata, g od x je neprekinata i na a, b. Ako sega so h od x stavam da gledam goljemo, isto to važi. Je konstantna funkcija, je neprekinata na r, pa g od x je neprekinata i na, či važi isto to. Od neprekinatosta na g od x i h od x na interval od a do b slijedi deka g od x i h od x se integrabilni na interval od a do b. Znajte, teorema da ako nekoja funkcija je neprekinata na danem intervalu, to je šta je integrabilna na toj intervalu. Obratno to, nema tako poruga. Сега ова задача ќе искористиме една друга теорема, која што вика, ако имаме две функции, значи ќе запишам тука теоремата, ако имаме две функции, сега ова задача ќе искористиме една друга теорема, која што вика вака. Ако имаме две функции кои што се интеграбилни, значи ако f и g се интеграбилни, накратко ќе ја запишам, на a, b и fx е помало еднакво на gx на a, b, тогаш интеграл од fx dx на интервалот од a до b помало еднакво од интеграл од gx dx на интервалот од a до b. Тргнам од ова неравенство. m помало еднакво на f од x помало еднакво на m. Нема овие се функција ова. И ова е функција. Исто, сите три се интеграбилни на некој интервал од а до b. Ја применувам оваа теорема. Имаме интеграл од m dx на интервалот од a до b помало еднакво од интеграл од fx dx на интервалот a до b помало еднакво од m големо dx на интервалот од a до b. m е константа, може да оди пред интегралот, имаме m по интегралот dx на интервалот од a до b помало m од интегралот f од x dx на интервалот од a до b помало еднакво и ова m големо ќе оди пред интегралот од интеграл од dx на интервалот од a до b. Ајде да видиме геометриски што имаме кај овој и кај овој интеграл.
Имаме тука, како што видовме во минатите задачи, интеграл од 1 dx на интервалот од a до b. Ајде да скицираме. Имаме функцијата 1, константа е за било која вредност на x, f од x е 1, го имаме без губериноштото, можеме така да скицираме интервалот од a до b. Имаме позитивна функција, па овој определен интеграл е плоштината со знак, која што во случајов има позитивен знак, што ја зафаќаат функцијата f од x еднакво на 1 и x-оската на интервалот од a до b. Односно, геометриски, ова е плоштината на овој тука правоаголник кој што се добива. Оваа страна му е 1, додека оваа страна тука му е b минус a. Така, оваа плоштина ќе биде плоштина на како е плоштина на правоаголник a по b, значи едната по другата страна, во случајов b минус a по 1 или само b минус a. Конечно, овој определен интеграл е b минус a. Сега, b минус a ќе заменам тука и тука. Ајде да видиме што се добива. m мало по b минус a помало еднакво од определен интеграл од f од x dx на интервалот од a до b помало еднакво од m големо по тука заменувам b минус a. Го добив тоа што требаше да го докажеме во оваа задача. Да повторам, искористиме теоремата за средна вредност. Теорема за средна вредност која што ја зборувавте подетално на предавањата. Искористивме уште една теорема, ако дадена функција е непрекината на одреден интервал, тогаш таа функција е и интеграбилна на тој интервал. Обратното не е важно, нема да слечите.